Добар ден! Ова е уште еден онлайн час наменет за учениците од 5-то одделение по англиски јазик. Моето име е Александра. Јас денес ќе ве водам из овој час. Пред да започнеме, само ќе ви кажам дека ќе ви треба пенкало и молив и тетрадка и дека ќе треба да го запирате видеото на одредени моменти за да може да ги одработите потребните вежби кои што се предвидени. Денешниот час работиме, односно освојуваме јазични функции кои што се користат за искажување интереси и хоби активности, она што сакате да го правите во слободно време. Ќе започнеме со целите на денешниот час, а тоа се пред се да се запознаете со нови зборови кои означуваат интереси и активности во слободно време, но и хоби активности. Значи, да го збогатиме вокабуларот, понатаму да ги препознаете тие зборови во устна, односно да ги препознавате тие зборови во устна и писмена форма, да научите како да ги применувате во конкретни примери и да научите како се поставуваат прашања кои се однесуваат на интереси и слободни активности со вашиот соговорник. Да му ги поставувате прашањата, но и да давате одговори на тие прашања кога некој вас ќе ви ги постави. Може да започнеме. These are some of the most common words used to talk about hobbies and interests. Значи, наредниве зборови кои што ќе ги прикажам и ќе ги читам, се зборови кои што најчесто се интереси кои што се најчесто застапени помеѓу децата и возрастните и најчесто се користат. Она што вие треба да направите е да го запирате видеото, да ги запишувате зборчињата и при тоа да запишете што значат. Јас ќе читам внимателно и може да започнеме. Cooking, dancing. Запрете го видеото, запирајте го видеото после секој мое објаснување на зборот и запишете го во вашата тетрадка. Понатаму, drawing, listening to music, playing basketball, playing games, reading, riding a bicycle, singing, swimming, taking photographs, watching TV. Се надевам дека успеавте да ги запишете сите, доколку не може да го вратите слободно видеото и да ги запишете заедно со нивното значење, бидејќи ќе ги користиме во наредниве примери. Now, how to talk about hobbies and interests. Како се зборува, односно како разговарате кога зборувате за вашите интереси и она што сакате да го правите во слободно време, она што ви исполнува. You have two things that you need to remember: how to ask questions and how to reply to those questions or how to give answers to those questions. Let's see some of the most commonly used questions when you talk about hobbies and interests. Значи, кои се најчесто применуваните прашања и како најчесто може да давате одговори на прашањата кога станува збор за разговор, кога разговарате со нив за вашите хоби, интереси и активности кои што сакате да ги правите кога имате слободно време. Сега ќе прочитам неколку примери кои што на прашања кои што најчесто се користат. What do you do for fun? What do you do in your free time? What do you like doing? What hobbies do you have? Нормално, може да поставувате на многу други начини прашања кога разговарате за хоби и интерес, меѓутоа ова за почеток е доволно, односно ова се оние кои што и најчесто се користат. Запрете го тука видеото и запишете ги прашањата. А сега може да продолжиме со начините на кои што може да одговорите. Имате повеќе начини на кои што може да дадете одговор на овие прашања. И јас само ќе ги прочитам за да видите и како правилно се читаат, односно изговараат и употребуваат. I like or I love. I spend a lot of time. I am really into. I am keen on. Or I enjoy. Ова се најчесто користени начини на давање одговори во разговор кога зборувате за омилените активности. Прете го тука видеото и препишете ги овие примери. Сега ќе ги разгледаме сите посебно преку конкретни примери.
И оно што ги треба да го правите повторно да го запирате видеото и да запишувате и ваши, барем по 2 ваши примери според она слични на оние кои што се веќе дадени, за кои што ќе дадам објаснување сега. Може да започнеме прво со првиот начин, кој што најчесто се дава одговор на прашањето what do you like to do or what do you love to do. I like, I love, then you can use a noun or you can use a gerund or the ing form. And here are the examples. I love football. Football is a noun. But you can also say I like watching football. Watching football is the gerund. I love photography. I like playing tennis. Now please write 2 more examples in your notebook. Значи тука ќе го запрете видеото и ќе напишете 2 слични вакви примери за оно што можеби вие сакате да го правите. Одиме на наредната форма. I spend a lot of time plus gerund. When you use I spend a lot of time as an expression, you have to use the gerund afterwards. Значи кога ја користите оваа форма, после неа доаѓа gerund, односно ing формата. Еве неколку примери. I spend a lot of time riding my bicycle. I spend a lot of time watching TV. I spend a lot of time surfing the internet. Please read these examples and write 2 more sentences in your notebook. Уште еднаш, прочитајте ги овие примери, запрете во видеото тука и запишете уште 2 ваши примери. Смислете и запишете. Одиме натаму. I am really into can be used with a noun or with a gerund. So, I am really into music. The word really emphasizes that you like doing something. Кога користите зборчето really, всушност сакате да нагласите колку многу сакате нешто да правите. Јас навистина многу сакам музика. Or I'm into singing. Јас сакам пеење. Read these sentences and write 2 more examples in your notebook. Повторно, запрете го тука видеото, прочитајте ги уште еднаш примерите, разгледајте ги како се потребени и напишете уште 2 примери по ваш избор. Next, we have I am keen on plus a noun or a gerund. I am keen on swimming. I am keen on drawing. I am keen on reading books. Write 2 more examples in your notebook. Пред да го запрете видеото и да пробате да запишете 2 примери, можам да кажам дека ова е нешто што се ова израз кој се користи можеби не толку често во устна комуникација, меѓутоа е добро да се знае. Значи, прочитајте ги уште еднаш примерите и запишете 2 примери плюс во вашата тетрадка. Може да го запрете тука видеото. Next we have I enjoy. When you use I enjoy, you have to use the gerund form. Со изразот I enjoy, секогаш се користи формата gerund, односно ing формата. And here are some examples. I enjoy playing football. I enjoy cooking. I enjoy traveling to new locations. Write 2 more examples in your notebook. Запрете го тука видеото, разгледајте ги примерите, прочитајте ги и запишете 2 други примери во вашата тетрадка. Сега имаме една кратка вежба во која што ќе ве замолам да пробате да одговорите на овие прашања. А потоа ќе ви дадам примери на еден начин како можат да се говорат. Нормално со фокус на граматичката форма. Ќе ги прочитам прашањата. What do you like to do in your free time? What do you like doing on rainy days? What is your favorite hobby? How often do you listen to music? And why do you like playing basketball? Запрете го тука видеото и пробајте да ги одговорите овие прашања, притоа да користите од претходните форми кои што веќе ги поминавме во ова видео. Here are some examples of how you can answer the questions. So,
Ова се примери како еден начин како може да одговорите на прашањата. Нормално дека вие може да одговорите поинаку, меѓутоа ова е како пример за да знаете дека да имате некоја насока како би можеле да ги одговорите. I like playing basketball in my free time. I like to read books on rainy days. My favorite hobby is drawing. I listen to music every day. I like playing basketball because it's my favorite sport. Ви благодарам за вниманието. Goodbye.